Добро утро, куме. Добро утро. Ќе биде успешно денеска. Па би требало да биде. Убав ден. Без караман не се враќа. Не се враќаме. Изметот кој мечка? Изметот мечка јадал дренки, кајси. Но добро е, не е тазе изметот, па нема да налетаме на нејзе изглед. Само што констатиравме дека не е тазе, еве тази изметот мечка. Па може следната снимка ќе биде со нејзе. Ова е од пред 1 сат највеќе. Ај може не, нема да сака да јаде караманџица. Сега сме на Шарпланина, 23 септември, а ваму веќе паднало снегче. Ако можех камера да сниме, тоа е интересно. За вчерашниот дожд во Скопје, овде било снег во септември. А бргу ќе стигнеме до следните две бачила. Едното не се гледа подалечно, еве го. Стигаме до прво бачило и само што им историја да јадат. Малку е ризично влегување на волкав чопор од 10 кучиња, ама ќе се спушти. Еве еден караман, не е кој знае што, едното уво не го држи убаво, но е во типот на расата. Сега за сега, како за прв караман што го најдовме, не е лош, има и ченгел на опашот. Караман поприлично див, никогаш не бил врзуван, така живеат овдека на бачила, но јасно се гледа неговата дива природа. Дури и овчариве тука што секојдневно го ранат не дозволува да ги фати. Веројатно прв пат и со рака е фатено ова куче. Што да кажам, ова е автентичен македонски караман, има тигравост по нозете, ние во стандардот тоа го немаме, меѓутоа на палежот тигравост да се појави. Но еве од вакви изборни примероци се прави, треба да се прави раса, за да ја сочуваме онаква каква што била низ вековите. Може забите да му го отвориш или Раман? Забите. Забавото во ред.
кангалите или мелези од кангали со македонските кучиња се поприсутни побачила во Македонија. За жал, кангали се одбудува на секоја бачило по шарпланина, турски кангали. Катастрофа за автохтоните раси. Карамани шарпланици. Ево, уште еден турски кангал. Караман, тоа со 4 очи. Оди, Караман. Младо е некое. Но одлично. Типичен Караман. Му свети влакното. Нема густо подвлакно како кај шарпланинецот. Мажјак е. И ово е не повеќе од 11 месеци. Караман. Караманот има година дана. Година наполна. Многу вреден. Се бори и со мечко и се дивиња. Доаѓа на бачило. Иде Ти мечко се. Не да ти кажем секој вечера, ама секоја друга ќе дојде таму. Ние по патот гледавме изметот мечки, тоа свежи. Веројатно вртат тука. Да, се се врта. Секоја вечера на вечера обавезно дојде. А Ама вредни куќиња многу се. Караманчево е од Горно Јеловце. Да. Колку е мал светот, ние лани кога бевме исто со Даре. 3 кутрине, има и брато. Тука, ама... Од Зоксимовски, така се презива горе. Зоран. Зоран Каза му е Зоксимов. Зоран, а презиме не Така беа 3 месечини караманчиња. Тај другиот брат му умре. А и тој тука била. Да, тука кај нас. Така. Двете со 4 очи. Е него позади е. Ево Караман. Ете го караманч. А рипат и волку млади идат на мечка, немаат страх. Идет, нема ни. Така. Види како те осеќава од таму. Да, не Ја му осети. викам, ајде. Овие одма пуштат. А порано имаше ли карамани вака со 4 очи или црни скроз? Па има и црни, има и на друга пределба. А мајка му е на друга Не. предела? Не, мајка не е тука. Црна и таа? Да те лажем сега дали е црна. А, дали уствари е кај Зорана Да, што земаме како утраци. Да. Ми највише имаме белите и овие. Ама Ама гледам. вредни се. Да, кангали има. Па и овие многу вредни се. Турски, а? Да. Па добро. Да. Дојде на од таму. Ги донеле од Да. од Турција. Па и овие се млади. И овие се... Кангалија? Да, овај и тај шарениот брача и да беше овде. Така, еве го и Караманчево у позадина. Убава поза направо. Вака да се сеќавате вие нешто од вашите предци да чувале татко, дедо, Карамани. Па чува и порано. Како изгледа вака да ни опишете, пошто раса е доста изгубена? Како изгледа опашките, како ги носеа, влакното им светеше, Да. ченгели на опашите, Така. има, а? Има. Запорци Има. позади ги ценеа така Да. да има на задните нозе вишок прст. Да.
Па ево и Караманови го има. Има запорци, а? Да. Вид Караман. Младо е, уште не е дооформено, Не, уште не. ама ќе расшири главата. Биде убав Караман. Караман, Манче. Тиго. Тиго му името? Тиго, да. А, имаше... Другиот има. Кој друг? Со пределба А, со имамо друг. уште еден црно овако. А брат негов? Не е брат. Постар, а? Па мислим дека неки 4 месеца постар од него. Ага. Не, бе, не иде. Не иде? Се плаши. Не, што не се плаши, ама не иде пошто Не, не ти познава. Да, нема доверба да не го Да. фатиш. На другата, со друг овчар не иде тај. При крај сме на нашата експедиција. Поминавме 6 бачила. Најдовме 2 карамани. Едниот не успеавме затоа што голем предал е ово. Го поминавме реонот на Шар планина од селото Дув до Горно Јеловце. Голем предел поминавме. За голема жал е што секое стадо, секое бачило имаше по околу 3 до 4 кангали и мелези од нив со тие нивните автохтоните од F1 генерација мелези. Страшно е тоа за расата. Пред се шарпланинец, по Шарпланина да шетаат турски раси. Страшно е и за македонскиот караман, поминавме 6 бачила, најдовме само 2 карамани. Но се надевам дека следниот пат ќе имаме повеќе среќа, па да се вратиме и со караманче. Сега даре, тоа е тоа. Идеме да стигнеме додека не стемнило до Дув. И да не заглавиме како денеска. И да не ја сретнеме мечката на Дув што се мотка. Руша. Циго! Караманов, Циго го викате? Руша. А таа е кучка? Не, кучка. Кучката е назад. Тој последна ќе дојде. Еј. Шта ќе да? Баба. Кучма е меца? Мица, јеси. Да. Дави. Да, баба. Дави. Излезе. Ај. Да, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго. Ај Циго. Јеси, баба, Циго. Еве сега Меджит од село Дуње ќе ни раскаже за неговите карамани, тие последни што ги снимивме на бачилото, но ете имали караман со 4 очи. Пред тоа, така сега не беше веќе тука. Пред едно 6 години имав карамани чисто црни, ама има со 4 очи беа. Со дупли очи, а? Дупли. 4, да. А тие вашови беа од време? Од времето, тоа е од стар дамазлак од покојни дедови. Како се загуби скроз таа линија? Таа линија се загуби поради што немавме оригинал кучки ние за да ги параме. И потоа, после неколку години, еден пријател ми донесе женка од караман така. И полека ете почнуваме веќе. 4 ги има веќе. Да.
Веќе набачило имам карамани, едно 3 комада и плюс едно кутре имам, тоа долу ми е, во село. И така одиме, пошто се за стока многу подобро, за чување, за се. Сакаш за дивина, сакаш за паметни се и за куќа чувари да бидат, да чуваат, паметни се многу. И така. А вие ваша традиција е, пошто ете рече некои другиве во фамилијата во Здуње. Да, а ми е во село Здуње од малото се викаме Чајани. Во малото се викаме Чајани. Сите братучеди имаме под над 1200-300 овци имаме. Јас сум во Шара Зенделбек, се вика местото. Другиот братучет ми е во Бистра, во Чаушица. Другиот ми е во Горно Јоловце, во село. Тоа има малку помалку и тука ги чува. А до Зоки, до Зоки. Така, до Зорана сме, тука комши ни е Зора. Искам му даде лани едно караманче и него женско мислиш. И така, тоа е тоа. Одиме напред сега, полека. Да шириме раса. Да. Пошто веќе е на рап на изумирање. Инаку, сега се возиме по еден пат, Зоки ова Меджит не остави пешки да се враќаме, пошто врие од мечки по шумава, зашто сме му многу благодарни. И се надеваме ќе имаме и ние шанса да му вратиме за реванш. Кај не доаѓаат, често бе пријател гости ни доаѓаат од Скопје, од Италија, од секаде ни доаѓаат. Горе на Бачило? Во Бачило доаѓаат. И повише ги чекаат додека да стигнат овците куќињата да ги видат. Повише мерак. Мерак по куќињата се. Налицето италијанците, колку да бидат куќињата нервозни, тие знаат да ги смират куќињата и со куќињата да тука. Да и ние сами се чудаме како ги примаат куќињата нив. Така. Ете да дојде некој гостин друг, мора да бидеме ние тука со тие гостите, за да... Не ги нападнат многу се, колку 26? Јас имам 26 куќиња. И кангали нешто има? Имам мешана две врсти куќиња, држам карамани и кангали. А караманите од времето и сега полека за овци се прва лига за чување. Да. Ти дете беше уште кога ги имавте тие со 4 Па овци? јас Уствари тие пред 6 години би ги снема. тоа веќе Од тој сој. по стар дамазлок тоа ми е од дете, тие дедо ми покојни ги има донесено 80-та година, 79-та, тука негде ги има донесено. И до пред на 6 години ги имавме. После тоа ни донесе еден пријател Женка. И почнавме пак. А од овие да не се сеќавате да сте дале негде кај роднини со овци од тој стариот сој? Нема такви веќе ништо, нема. Не се останали, не. Тој стариот дамазлок нема ништо. Па и лоша навика има обично и ги фрлаат кутрињата на Бачило, не оставаат се. Не знам кај вас како е. Абе, ние куќињата, јас имам 4 кучки имам. Сите 4 кучки кога раѓаат или 3 или 4 највише, или 1. И тука е проблемот што не остануваат и за пријатели да се даваат далje. Мораш да ги чуваш за сам себе. Пошто потрошен материјал се. Да. Може да ги фати и болест
ете, ние сме далеко малку, 24 километри сме од Гостивар, вамо кај што ги имаме овците. Додека ние стигнуваме горе со доктори, имаме ветеринарна станица во Гостивар. Докторите ни се прва лига. Миле Алексовски, Миле, го знаете. Миле ветеринарот и судија е за куќињата Не му. председател са. Председател, така. Ете, идет напред, идет само. Да. Иначе тој му е доктор на куќињата мој. Да, вие? Да. Баш е? Да. Мал свето. Миле ми е пријател добар. Може да ти кажуват за куќињата мои. Моите куќиња во планина овде, 4 бачило имаме комши и тука. Сите 4 бачило со наши куќиња се бранат од дивина. Пошто многу мечки има. Моментално вријат мечките. Да, видовме ние нагоре кога одевме. И тоа е тоа. Дека поминал. И тоа е сега зимата повише кога има снег и мораме со стоката да бидеме подолу поради храна, поради други работи. Нема снег. Паѓа тука по над метро кајќе. По некогаш и 2 метри може да има. Пред 3 години армијата ни донесе храна овде, не фати снегот. Имаше 2 метри снег и ништо, бевме блокирани. Со хеликоптер. Со хеликоптер ни донесоа храна и други работи. Нешто отиде од стоката или не? Па нешто ни пцојса многу ладно, пошто тоа е храна на од доле. природа, не може. Храна доволно имавме, ама многу снег не попушташе уопште. Ладно, Оваа но зима што помина сега. пред 3 години. Така. Пред 3 години. И Сака на време спуштат. баравме помош од кризниот штаб во Гостивар. Кризниот штаб збореше таму во Скопје со тоа и дојдоа со хеликоптери и донесоа храна за едно 10 дена. Толку можеа да донесоа. Жито за И, стока. да, жито. И почна после времето полека веќе да омекнува. И да се движи стоката веќе, чим се омекнува и готово може да се движи стоката. Да. Се поприсутни побачила во Македонија.
За жал, кангали се одбива на секоја бачило по шарпланиме, турски кангали. Катастрофа за автохтоните раси. Карамани шарпланици. Ево, уште еден турски кангал. Караман, това са 4 очи. Води, Караман. Младо е некое. Но одлично. Типичен Караман. Му свети влакното. Нема густо подвласно како ке шарпланинецот. Мажјак е. И ово е не повеќе од 11 месеци. Караман. Караманот има година дана. Година наполна. Многу вреден. Се бори и со мечко и се дивиња. Доаѓа на бачилово. Иде Дивеч. мечко се. Не да ти кажем секој вечера, ама сајка е друга ќе дојде тамо. Ние по патот гледавме изметот мечки, тоа свежи. Веројатно вртат тука. Да, се прибираат. врта. Секоја вечера на вечера обавезно дојдат. А Ама вредни куќиња многу се. Караманчево е од Горно Јеловце. Да. Колку е мал светот, ние лани кога бевме исто со Даре, 3 кутрине има и брато. Тука ама од Зоксимовски, така се презива горе. И 2 метри може да има. Пред 3 години армијата ни донесе храна овде, не фати снегот. Имаше 2 метри снег и ништо бевме блокирани. Со хеликоптер. Со хеликоптер ни донесоа храна и други работи. Нешто отиде од стоката или не? Па нешто ни пцојса многу ладно, пошто тоа е храна на од доле. природа, не може. Храна доволно имавме, ама многу снег не попушташе уопште. Ладно, Оваа но зима што помина сега пред 3 години. Да. Пред 3 години. И сака на време спуштат. баравме помош од кризниот штаб во Гостивар. Кризниот штаб збореше тамо во Скопје со тоа и дојдоа со хеликоптери и донесоа храна трено 10 дена, толку можеа да донесоа. Жито за И, стока. да, жито. И почна после времето полека веќе да омекнува. И да се движи стоката веќе, чим се омекнува и готово може да се движи стоката.
Зоран. Зоран Газда му е Засимов. Зоран, а презиме не Така, мога да- беа 3 месечини караманчиња. Тај другиот брат му умре. А и тој тука бил, а? Да, тука кај нас. Така. Двете со 4 очи. А, е него позади е. Ево караман. Ете го караманч. А Рипат и Волко млади идат на мечка, немаат страх. Идет, нема ни. Така. Види како те осеќава од тамо. Да, не Ја му осети. викам, ајде. Овие одма пуштат. А порано имаше ли карамани вака со 4 очи или црни скроз? Па има и црни, има и на друга пределба. А мајка му е на друга Не. предела? Не, мајка не е тука. Црна и таа? Да те лажем сега дали е црна. А, дали уствари е кај... кај Зорана Да, што да, земаме да, како утраци. да. Ми највише имаме белите и овие. Ама Ама гледам, вредни се. да, кангали има, Па и овие многу вредни се. турски, а? Да. Па добро, да. Дојде на од тамо. Ги донеле од Да. од Турција. Па и овие се млади. И овие се... Кангалија? Да, овај и тај шарениот брача и да... Зашто беше овде. Така, еве го и Караманчево у позадина. Убава поза направо. Вака да се сеќавате вие нешто од вашите предци да чувале татко, дедо, карамани. Па чува и порано. Како Давно. изгледа вака да ни опишете, пошто раса е доста изгубена? Како изгледа опашките, како ги носеа, влакното им светеше, Да. ченгели на опашите, Така. има, а? Има. Запорци Има. позади ги ценеа така да има на задните нозе вишок прст. Да. Па ево и Караманови го има. Има запорци, а? Да. Вид Караман. Младо е, уште не е дооформено, Не, уште не. ама ќе расшири главаќе. Уште Види убав се Караман. рашира долу. Караман, Манче. Тиго. Тиго му името? Тиго, да. А, имаше... Другиот има. Кој друг? Со друга пределба А, со имamo друг. уште еден црно овако. А брат негов? Не е брат. Постар, а? Па мислим дека неки 4 месеца постар од него. Ага. Не иде. Не иде? Се плаши. Не, што не се плаши, ама не иде пошто Не, не ти познава. Да, нема доверба да не го Да. фатиш. На другата, со друго. Манчево у позадина, убава поза направо. Вака да се сеќавате вие нешто од вашите предци да чувале татко, дедо, карамани. Па чува и порано. Како Давно. изгледа вака да ни опишете, пошто раса е доста изгубена? Како изгледа опашките, како ги носеа, влакното им светеше, Да. ченгели на опашите, Така. има, а? Има. Запорци Има. позади ги ценеа така да има на задните нозе вишок прст. Да. Па ево и Караманови го има. Има запорци, а? Да. Вид Караман. Младо е, уште не е дооформено, Не, уште не. ама ќе расшири главаќе. Види Уште убав се Караман. рашира долу. Караман, Манче. Тиго. Тиго му името? Тиго, да. А, имаше... Другиот има. Кој друг? Со друга пределба А, со имamo друг. уште еден црно овако. А брат негов? Не е брат. Постар, а? Па мислим дека неки 4 месеца постар од него. Ага. Не иде. Не иде? Се плаши. Не, што не се плаши, ама не иде пошто Не, не ти познава. Да, нема доверба да не го Да. фатиш. На другата, со друг овчар не иде тај. При крај сме на нашата експедиција. Поминавме 6 бачила. Најдовме 2 карамани,
едниот не успеавме затоа што голем предал е ово. Го поминавме реонот на Шар планина од селото Дув до Горно Јеловце. Голем предел поминавме. За голема жал е што секое стадо, секое бачило имаше по околу 3 до 4 кангали и мелези од нив со тие нивните автохтоните од F1 генерација мелези. Страшно е тоа за расата. Пред се шарпланинец, по Шарпланина да шетаат турски раси. Страшно е и за македонскиот караман, поминавме 6 бачила, најдовме само 2 карамани. Но се надевам дека следниот пат ќе имаме повеќе среќа, па да се вратиме и со караманче. Има снег и мораме со стоката да бидеме подолу поради храна, поради други работи. Нема снег, паѓа тука по над метро кајќе. По некогаш и 2 метри може да има. Пред 3 години армијата ни донесе храна овде, не фати снегот. Имаше 2 метри снег и ништо, бевме блокирани. Со хеликоптер? Со хеликоптер ни донесоа храна и други работи. Нешто отиде од стоката или не? Па нешто ни пцојса многу ладно, пошто тоа е храна на од доле. природа, не може. Храна доволно имавме, ама многу снег не попушташе уопште. Ладно, Оваа зима што помина сега пред 3 години. Да. Пред 3 години. И сака на време спуштат. баравме помош од кризниот штаб во Гостивар. Кризниот штаб збореше тамо во Скопје со тоа и дојдоа со хеликоптери и донесоа храна за едно 10 дена. Толку можеа да донесоа. Жито за стока? Да, жито. И почна после времето полека веќе да омекнува. И да се движи стоката веќе, чим се омекнува и готово може да се движи стоката. При крај сме на нашата експедиција, поминавме 6 бачила, најдовме 2 карамани, едниот не успеавме затоа што голем предал е ово. Го поминавме реонот на Шар планина од селото Дув до Горно Јеловце. Голем предел поминавме. За голема жал е што секое стадо, секое бачило имаше по околу 3 до 4 кангали и мелези од нив со тие нивните автохтоните од F1 генерација мелези. Страшно е тоа за расата. Пред се шарпланинец, по Шарпланина да шетаат турски раси.
Страшно е и за македонскиот караман, поминавме 6 бачила, најдовме само 2 карамани. Но се надевам дека ето, следниот пат ќе имаме повеќе среќа, па да се вратиме и со караманче. Сега даре, тоа е тоа. Идеме да стигнеме додека не стемнило до Дув. И да не заглавиме како денеска. И да не ја сретнеме мечката на Дув што се мотка. Руша! Циго! Караманов, Циго го викате? Руша! А таа е кучка? Не, кучка. Кучката е назад. Ете, последна ќе да. Еј! Шта е каде? Ќе баба. Кучма е меца. Мица, јески баба. Да. Дави. Да, баба. Дави. Излезе. Ај. Да, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго, ај Циго. Ај Циго. Јески баба, Циго. Еве сега Меджит од село Дуње ќе ни раскаже за неговите карамани, тие последни што ги снимивме на начилото, но ете имали караман со 4 очи. Пред тоа, така се